Ово што го гледате денеска, почитувани гледачи, во мојата рака е кромит. Меѓутоа не е кромит за употребување веднаш во исхрана. Оној кој што го одгледува и го продава, го нарекува така наречен арпаджик. Меѓутоа, како се сади, каде се сади, кога се бере, зошто овој малецок е толку побудува интерес кај купувачите на пазарот, ќе дознаеме од нашиот соговорник. Веќе подолго време сте тука на пазарот. Вашето име и презиме? Нашето име е Ванче Георгиев. Од каде? Село Лесковица. Зборуваме за овој ситен кромит. Дали овој ситен кромит е за јадење или? Овој ситен кромит за садење, иначе пак се јади кога ќе порасне, нели? Нормално е сега за садење. Неколку интересно изгледа. Кога се сади, на каква почва, кога се бере, зошто толку сега има интерес од одделни купувачи? Па оно се саде уште во есетно време, се до март месец, дока негде 15 март се саде. И за годинова да се хране, не мислам да се користи за манџа, за сети работи. Што сорта е? Што сорта овој? Па тоа е старото семе, погачар се вика. Погачар. Погачар старо семе. И не е од тај увозниот, наше лично, кромитот и така. Кога е бербата? Кога највеќе се бара? Ова се кога се највише барали и се саде. Се саде во март месец, до март месец, а се барат есента се троше цело време. И сега се троше до Има неколку берби у текот на годината? Се една берба е само. Ева се бере се есенно време, кога стасам мусул, негде околу јули месец август се бере. Дали бара посебен третман при одгледување? Па не се прска, тоа е чисто без не си едно два пати го скопаш и тераш. Дали ова ќе го пренесете на вашите? Па секако да. Па нашите интерес. Па има за да си нормално не се оставува така, иначе ако не го пренесеме и нема да постои тоа се. Младите генерации имат интерес, а? Па имат, почнаа да доаѓаат веќе на село да работат. Некако ретко се случува кога купувачите и пазарџиите се на иста мисловна фреквенција. И за обете страни денеска пазарот примамлив. За оние кои бараат нешто поевтино, вака ми изгледа денешната петочна обиколка по пазарните тезги. Средно. Што значи тоа средно? Па има и скапо, има и ефтино. И вие се што барате? Па ние барамо поевтино, меѓутоа се како ќе најдем. Минатиот петок како се? Има ли некоја? Па разлика има. Каде? На шо? Има разлика, има на поскапо. На поскапо, да. И шо претежно сега за овој петок? Па претежно овошто. Малку да излеземе од врата, иначе беше многу ладно. Има ли ценкање? Па кој како си го Дали сте продава? вие ценкачи? Не. Значи што е, како е цената тоа? Па тоа ако ми се бинисува, ќе земам, ако не ми се бинисува. Па цените прилично како секој обичен пазар. Колку од минатиот петок? Да, слично. Нема нешто. А што најмногу? Па што најмногу те? Мандаринка, бананка, компирче. Пазарџиите благодарни на убавото топло февруарско време. Убавов ден денеска, сонце има, топло времето, има раздвиженост со народот. Интерес? Интерес е добар. Сега за сега. Што највеќе се бара? Денеска моментално е по зеленото и мандарината. Има денеска пазар, се осеќа дека ќе има и ќе го искористиме моментот. Како е интерес? Па ја мислам дека сега за сега има интерес. Пензиите земаа, тука малку и тоа допринесува луѓето, а и времето ги предизвикува. Што најповеќе барате? Па зеленчук и овоше се. Дел од производите што се најбарани и продавани до 13 часот се со овие цени. Компир од 20 до 25 денари за килограм, зелка 15 денари, моркови 25 до 30 денари за килограм, цвекло 30, спанек 40, тиква 20, јаболка од 30 до 50, лимон 40 и мандарина од 30 до 50 денари за килограм.